Заменик председателот на владата Александар Николовски истакна дека Македонија реализира голем инвестициски циклус од неколку милиарди евра за развој и модернизација на транспортната инфраструктура во земјата. Ова го изјави на министерски состанок организиран од Светска банка во Вашингтон, соопшти Министерството за транспорт. Во фокусот на владините проекти се изградба и модернизација на автопатски делници, инвестирање во брза железничка линија на коридорот 10, како и железничко поврзување на истокот преку коридорот 8. Паралелно со подршка на Светска банка се спроведуваат и проекти за модернизација на граничните премини со Албанија и Бугарија. Николовски истакна дека стратешката географска позиција на Македонија е клучна, бидејќи низ неа се пресекуваат два важни паневропски коридори. Коридорот 10 го поврзува југот на Европа со северот, а коридорот 8 оди од запад кон исток, од Албанија до пристаништето Одеса во Украина. Се смета за втор најважен безбедносен коридор за НАТО, додаде тој. Меѓу инфраструктурните проекти се изградба на брза железничка пруга со капацитет од 200 км на час за патнички сообраќај и 120 км на час за транспорт, како и железничко поврзување на коридорот 8 во соработка со Бугарија и со финансиска поддршка од Европската унија и неколку банки. Дополнително се работи на локални патишта во секоја општина и на модернизација на најголемите гранични премини со Албанија и Бугарија. Николовски потенцираше дека Македонија ќе биде подобро поврзана со Турција и Блискиот исток преку проект за поврзување на коридорот 10 со коридорот 4 во Бугарија. Според заменик председателот, инвестициите во транспортната инфраструктура ќе создадат нови економски можности и ќе го стимулираат развојот на бизнисот покрај двата коридори.